Пред 2,5 недели, по препорака од колега од Струмица, педијатар, на еден од прегледите каде што детето односно фамилијата се оди на рутински прегледи, матичниот лекар, поради изгледот на детето, особено поради микроцефалијата или малата глава, го праќа на клиниката за детски болести и многу добро што го направија тоа, бидејќи обично во тој период најчесто може да се видат евентуално или да се откријат одредени аномалии кои се асоцирани директно и не само со таа микроцефалија заради која детето беше донесено, но и со оглед на тоа да видиме да нема и други аномалии кај ова дете. Значи заостанува во раст и интересен изглед на главата. Детето е иначе по потекло доиран. Дојде кај нас, го препратив на оделението, каде што колегите имаат директен удел во диагностицирањето и таа микроцефалија е баш она што го знаеме и сме го гледали во однос на самата презентација на бебињата кога мајката во текот на бременоста поминала, односно прележала некој вирус. И затоа се земени сите анализи, рутинските покажаат дека не се работи за рутински вируси кои што знаат да направат исто така микроцефалија или тоа мала глава. Направивме останати анализи кои укажаат дека нема други аномалии, има само аномалија, значи во делот на черепот, што исто така корелира во однос на оно што го знаеме од овој вирус и веќе се пратени дополнителните анализи за денга и евентуално за зика, кои ги очекуваме, меѓутоа основаното сомнение, сигурно од моите колеги кои што работат на вирусно презентирање на деца кои што кога ќе се родат прележале некаков вирус од кај мајката кој се пренел кај детето и кој оставил последици, многу корелира со она што сме го гледале кај оваа болест, односно кај овој вирус зика. Ќе ја потврдиме диагнозата сигурно за уште детето е односно побарано за анализа некаде за 2 недели, односно за повторно контрола за 2 недели, меѓутоа сомнението, бидејќи ги исклучивме сите рутински вируси што се прават на оваа територија, ги исклучивме, значи дека многу сомнението останува за зика, бидејќи се уште ги немаме тие анализи кај нас, очекуваме да дојде реалниот резултат. За колку време се очекува резултатот? Сигурно не можеме да кажеме, но за 10 дена највеќе ќе бидеме сигурни. Дали имате информација дека семејството патувало? Не, детето веќе си е со аномалијата родено. Таа е таа аномалија која веќе го направило оштетувањето во текот на бременоста. И затоа стравот е практично кај мајките кои што се бремени да не го имаат овој вирус. Тој е тој кој што причинува аномалија особено развојна во првите 3 месеци од развојот на плодот. Не. Освен ако мајката знае дека е болна, односно дека го има тој вирус во тој период, меѓутоа знаете дека ова е новина воопшто и во светот, па сигурно дека треба да ја подигнеме свесноста дека и кај нас ќе има веројатно одредени работи кои треба да ги размислуваме и во тој правец. Знае ли мајката престојувала некаде во странство како е заразена? Мајката е од Дојран, треба таму да размислиме што и како, доколку го потврдиме се разбира вирусот, а патувала и во Грција. Во периодот кога била баш во тој период кога и била бремена во првите 3 месеци, кога и настанува развојниот период и на мозокот и на другите органи. Била касната од комарец, кажа во анамнезата. Знаете како, тоа ние сега анамнестички го испитуваме тоа, прво додека откриеме што е како е, ама сигурно дека има таква индикација, затоа и веќе сомнението на моите колеги има основа. Колку често доаѓаат деца со микроцефалија на клиника? Во последно време не сме гледале често. Порано имало можеби повеќе случаи, сега долго време веќе не паметиме да имаме таков случај, значи а знаеме и од литературата и од нашето искуство дека причината за микроцефалијата е вирус. А која возраст е детето и мајката? Детето е сега во моментот е 3 месеци. Мајката е на нормална, второ дете од втора уредно и редовно контролирана бременост во веројатно во делот каде што живее, значи во Дојран.